ова издание дигитални учебници, што велат родителите, наставниците, надлежните. Климатски промени. Поплавите и пожарите стануваат секојдневие. Дали има решение? Уникатна облека. Колекционерка од Њујорк поседува илјадници парчиња старинска гардероба. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Не стивнуваат реакциите по одлуката за воведување на електронски учебници. Изминатиот викенд во повеќе македонски градови се одржа и протести, а Министерството за образование засега не отстапува. Мики Трајковски ги пренесува ставовите на родителите, наставниците и надлежните. Во моето училиште јас немам ни еден гиг интернет немам. А што најбитно, струјата ми е од 46-та година, монофазна струја. Најстарото основно училиште во Струшкиот регион во селото Корошишта нема соодветни услови изведувањето на часовите да се подпре единствено на интернетот. Слична е состојбата и во многу други училишта, особено во руралните средини. Над 60% од селото населението се по социјала. По 3-4 ученици од едно семејство, 4 лаптопи, каде ќе ги најдат? Треба да зборуваме вистината. Сонја Столеска, која 30 години работи како професор по информатика, вели дека предлогот на Министерството за образование за дигитализација на наставниот процес со тоа и дигитализација на учебниците е избрзана одлука. Во кој смисол? Во смисол на нееднаквост, не секој ученик може да си дозволи да купи исти дигитални алатки што може да ги користат подеднакво. Се среќаваме со немање добар интернет, замислите вие во една школа како нашето, каде што имаме над 1000 ученици, па кога сите би се вклучили на една школа. Некои сметаат дека во моментот има многу поприоритетни прашања за решавање во македонското образование. Во руралните средини особено, училиштата, прво немаат тоалети или тоалетите се во една катастрофална состојба. Останувањето цел ден пред компјутер лоше ќе се одрази на здравјето на учениците, вели Јакановска. Тоа не е добро за нивниот психофизички развој. Пред децата треба да се во клупа, да се дружат, да се социјализираат. Се чудиме зошто децата немаат добар ракопис, па не пишуваат, не знаат да се изразуваат добро. Засега Министерството не го прифаќа барањето на група родители за повлекување на предлог законот за учебници, со кој се предвидува воведување и на електронски учебници. Бидејќи дигиталниот учебник е само еден од компонентите на процесот на учење, а сега тој се воведува на трошок на родителите, овој закон станува очигледно јасно дека го крши членот 44 од Уставот на државата, кој што вели дека образованието е задолжително и бесплатно за сите. Засегнатите предлагаат новата реформа во образованието да не се носи преку ноќ, туку преку стручни јавни расправи во кои ќе бидат вклучени сите засегнати страни. Понатаму пилот училишта, сето тоа да се види што е плюс, што е минус и на крај дури тоа да се спроведе. Родителите од иницијативата учебници и часови мора да има бараат класичните книги да останат во употреба за сите оделенија. Најавуваат дека ќе иницираат и референдум во врска со новиот закон. Министерката за образование Мила Царовска изјави дека за оние деца кои доаѓаат од социјално загрозени семејства ќе бидат обезбедени дигитални уреди, а во рамките на училиштата ќе бидат направени дигитални библиотеки. Според неа реформата не само што не била избрзана, туку дека била и задоцнета и од тие резултатите од истата треба да се очекуваат за 5 до 6 години. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Американскиот председател Џо Бајден на виртуелниот самит за климатски промени кој што го организираше минатиот месец се заложи за драстично намалување на емисиите на штетни гасови. Но што значи ова? Одговорот го има Араш Арабасади. Научниците велат дека климатските промени се причина за зголемување на бројот на екстремни временски услови. Ова е Гавин Шмидт, советник за климатски промени во НАСА. Како што планетата се затоплува, океанот ја абсорбира топлината и тоа предизвикува океанот да се прошири. Значи ги пополнува празнините се повеќе и повеќе. Се топи мразот од планините, глечерите се повлекуваат и водата завршува во океаните.
Шмидт вели дека зголемените температури водат кон посуви земјишта, а тоа до шумски пожари како овој во Мексико. Едгард Годој е од непрофитната организација Алијанса Прашума. Вели дека пожарите, поплавите, топењето на глечерите станале вообичаена работа. And every year in Mexico, Секоја година велиме, ова е најтопла година во последните 5, и така секоја година. Околу 1/3 од 20 милиони жители на Мексико се погодени со недостиг на вода. Годој вели дека фармерите не можат самите да ја заштитат жетвата. as they don't have like the income that they were expecting. Тие немаат приходи како што очекуваат и сечата се шири на соседните шуми да спечелат нешто, а тоа се одразува со намалување на шумските површини. Со прекомерното сечење дрвја, корењата повеќе не го држат земјиштето, затоа има повеќе одрони и поплави. Интан Фардинарти од Алијансата Прашума во Индонезија вели дека ова најтешко ги погодува оние кои што живеат од почва. The agriculture rural community Земјоделските рурални заедници се наоѓаат во многу зафрлени области. Имаат уништена инфраструктура од одроните на земјиштето и уште повеќе се изолирани. Фардинатри вели дека непредвидливите временски услови го преполовиле производството на кафе во Индонезија за половина. Пред крајот на ова издание и една малку полежерна тема. 72 годишната Хелен Афнер од Њујорк е колекционерка на старински облеки. Незините парчиња се користат и во холивудски продукции. Во изминатите 4 децении таа позајмила гардероба за над 1000 филмови. Незината приказна ја пренесува Нина Вишњева. If you want to try it on. Колекција од стара уникатна облека вклучува шапки кои ги носела Рейчел Броснан во Чудесната господја Мејзел, джемпер на Том Хенкс од Мост на шпионите и ноќница на Анджелина Џоли од оригинален Греф. Од неодамна се наоѓаат и дизајни кои беа забележани во Сад против Били Холидеј и Ма Рейни, мајка на блузот, која доби Оскар за најдобра костимографија во 2021 година. Хелен Афнер е основачка на истоимена колекција на уникатна облека, која представува најголема приватна колекција на гардероба од старо време на Сад. Десетици илјади парчиња облека и модни додатоци датираат од викторијанската ера, па се до светли неонски бои во 1980-тите. Во 1982 година Вуди Ален работеше на филмот Зелик и отиде во бутик во Сохо да бара облека од 1920-тите. Тогаш дојдоа во мојот стан, кој имаше само една соба, и купија се што имав. Афнер почнала да собира стари предмети уште кога била млада. Успевала да заштеди пари грижејќи се за децата на соседите. Почнала со стари книги, потоа се префрлила на прстени и на крај облека. Вели дека незината љубов кон антиквитети се родила поради недостиг на семејно наследство. За време на Втората светска војна, незините родители избегале од Полска и отишле во Белгија. Повеќето од незините роднини починале во концентрациони логори. Од првин го продавала накитот до кој доаѓала, но колку повеќе доаѓала до уникатни парчиња, толку потешко и било да се раздели од нив. Тогаш почнала да изнајмува на дизајнери, режисери, организатори на модни шоуа. Кога ќе заврши снимањето на филмот, актерите треба да ги вратат работите што ги користат, но понекогаш не го прават тоа. Актерската екипа на Титаник не можела да гарантира дека ќе ги врати сите парчиња неоштетени, и Афнер одлучила да не ризикува. Бродвеј, Холивуд, телевизиски студија и модни шоуа ја бараат скапоцената колекција на Афнер. За 45 години таа играла клучна улога во илјадници филмови, театарски продукции и други проекти. Незината страст кон антиквитети им донела на незините клиенти 4 Еми награди и Оскар, како и многу други награди. Пандемијата го забавила незиниот бизнис, кој сега повторно заживува. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Многу повеќе на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на Facebook, Instagram и Twitter. Следете на повторно јутре, во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон!